Не импровизирав кога вчера реков дека судија известувач стави потпис на конечниот извештај со кој се укинува линеарното зголемување на пензиите за пензионерите од следниот месец. Знам точно што реков, изјави премиерот Христијан Мицкоски, повторувајќи ја вчерашната изјава. Бев многу прецизен и кажав дека имам информација со кој е отпочната постапка и дека судијата известувач ставил потпис на конечниот извештај со кој што се укинува линеарното зголемување на пензиите за пензионерите од следниот месец. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме наскоро. Дали сум бил во право, дали информацијата била точна или не, многу скоро ќе добиеме одговор. Јас би сакал да не сум во право. Јас би сакал, посакувам да не сум во право. Но што ако сум во право? Тогаш кој прави хаос и кој свесно удира по стандардот на пензионерите? Владата со тие мерки сакаше да го подобри стандардот на повеќе од 330-350 илјади пензионери. Некој друг има поинакви намери, а инаку СДСМ не би го помогнал. Во меѓувреме денес од Фондот за пензиско осигурување се огласија со соопштение во кое се вели: пензионерите треба да бидат спокојни, бидејќи владата ја гарантира исплатата на пензиите и тука не треба да има никаков сомнеш или страв дека пензии нема да има. Фондот на ПИУМ во координација со владата исплатата ја врши секој први во месецот и истото ќе продолжи да го прави и во 2026 година. За наредната 2026 година, владата на Република Македонија во буџетот ќе обезбеди речиси 151 милиарда денари за исплата на покачените пензии, здравственото осигурување на пензионерите и транзициските трошоци за трите пензиски друштва од вториот столб. Фондот на ПИУМ ја информира јавноста дека од 1 октомври 2024 година до 1 октомври 2025 година, кога се исплатени септемвриските пензии за 2024 и за 2025 година, номинално се покачени за 6000 денари. Процентуално покачувањето со исплатата на септемвриската пензија 2025 година изнесува околу 29% во однос на сумата исплатена за августовската пензија во 2024 година. Се наведува во нивото соопштение.